Откриени нови слабости во системот за самопопишување на диаспората, предупредуваат програмерите. Дури да внесете 13 нули во полето за матичен број, системот ќе ви овозможи пристап за попишување, зашто апликацијата не проверува валидност на матичните броеви. Покрај врегувањето со VPN на серверот, ова е уште еден проблем. Системот за попишување на диаспората, таков каков што е, нема заштита преку VPN доколку некој решил да ги лажира податоците. Од Државниот завод за статистика велат дека отпосле ќе ги обработуваат податоците, но и тие самите знаат дека тоа не е толку лесно. Ако некој мој колега реши да изработи скрипта која автоматски ќе врти, тогаш може за само 3 минути во системот да се попишат над 200.000 луѓе. И такво нешто не знае да направи само искусен програмер, туку и мало дете кое има основни познавања за програмирање. Скриптата сама ќе прави комбинација од имиња, презимиња, адреси на живење и матичен број. Еве и да прават проверки, односно службите да ги обработуваат податоците по завршувањето на процесот. Замислете, каков хаос ќе се случи на крајот, кога, на пример, 200.000 албанци, турци, срби или роми ќе бидат одбиени, а претходно биле попишани. Програмерите нудат решение, препорачуваат да се вметнат дополнителни степени на проверка во процесот на регистрација и во системот за потврдување на матичните броеви. Решението го образложуваат со тоа што преку овие заштити веднаш ќе се знае дали внесениот матичен број постои и дали му припаѓа на оној кој се само попишува. Вториот степен е проверка преку мобилен, дали тој човек е на вистина отсутен од Македонија, односно е во државата од која се логира. И трет степен потврда преку мејл. Директорот Симовски упорно тврди дека системот бил доволно заштитен. Со самото влегување во апликација се напоменува ги прифаќате условите. Таво тие услови се стои дека не смее ваква начин на пристап и така натака. И вие кои што пробувате за да видите дали тестирате подлежите на сите тие овие мерки. Значи претходно за заштита има, ви се кажува дека не смеете на овој начин да пристапите. Село тоа се регистрира, секој пристап се регистрира, ништо од тоа што ќе се внесе на ваков начин не влегува во базата, базите се максимално заштитени. Ова не е прв пат Симовски да се заканува со казни. Прво велеше за оние кои немало да се попишат, се предвидувало затворска казна и до 5 години. Потоа, откако програмери открија дека преку VPN може да се попишат и луѓе кои што се во Македонија, рече дека тоа било спротивно на законите и се предвидувале казни и до 3 години затвор. Симовски денеска одговори и на гафот на министерот Османи, кој порача бугарските здруженија од заводот да бараат да имаат и графа во попишувачките листи. Директорот на Државниот завод за статистика вели има графа, ама е празна. Нема потреба бараат, има таква графа. Има за се што ќе се изјасни. Според последниот пресак, досега се попишани над 18.000 граѓани.